По Скопје и Китка, градот Штип е домаќин, а борециот клуб Балканец технички организатор на третиот поред камп за бораци во младинските категории од цела Македонија. По извршените селекции се комплетира списокот на млади борци кои конкурираат за настап на престојните домашни и пред се на меѓународни тешки искушенија. Во моментот се одржува третиот камп кој го обеќа боречката федерација. Тоа е камп за млади категории, тоа се во моментот се пионери кои се подготвуваме една селекција на деца од репрезентацијата, кои се подготвуваме за школското европско првенство кој ќе се одржи од 17 до 19 мај во Србија, Белград. Така да ова е квалитетот на нашите најдобри борачи во таа категорија, кој може да очекуваме големи резултати во пионерска конкуренција. Колку дечиња се вкупно набројуваме во овој трети камп, кои се тренери помагаат во оваа работа? Во овој камп се некаде околу од 25 деца. Значи тука се тренери, имаме од тренерот од Лирија, тоа е Софија, значи од тренерите од Балканец, Давор Тасев, Мијалче овдека и Горан Николов. Реков би дека ова е трети камп. Првите два кампа беа во Скопје, во Китка, еве во Штип. Што значи тоа? Дали преку оваа селекција веќе се надзираат некои таленти? Па да, ние кога дојдовме во Боречката федерација, значи прво почнавме да работиме со младите категории, мислевме дека таму не е големиот недостаток и дека многу брзо можеме да напреднеме во борењето со младите категории. Така да започнавме со кампот, првиот камп беше во Китка, мораше да биде на висина во планина, така да првиот камп беше меѓу најголемите кампови кои имаше преку 60 деца и после постепено почнавме малку да селектираме, да ги правиме селекција меѓу децата. Не значи дека тие деца кои не се тука поканети дека не се квалитетни, но моравме малку заради условите во сала кој се работи, малку е потешко да се работи кај нас во борењето, така да за разлика на душекот мора да имат повеќе малце комоција за децата, така да по моментот наоѓаме со 25 деца. Од тие 25 деца планираме да отпатуваат 10 деца на европското првенство за пионери. Како потпредседател на федерацијата, да ги информираме гледачите што се подготвува во сениорска конкуренција. Во сениорска конкуренција исто така, значи се подготвуваат, беа во подготовки беа во Бугарија, два пати беа во подготовки во Бугарија, едното подготовки беа во Софија, сега беа во базата на Тетеве, значи се подготвуваме со бугарската репрезентација, кои имат и доста други репрезентации се во моментот таму. Како што по информација со тренерот на репрезентацијата Люзин Варнези, значи нашите борачи се подготвени во добра состојба, значи очекуваме добри резултати од европското првенство. Во понеделникот патуваат веќе за Нови Сад во Србија, таму ќе е европското првенство, значи од први до четврти ќе биде таму за слободниот стил, од четврти до седми продолжува грчко-римскиот стил, така да патуваме и јас и председателот, ќе имаме некоја пресконференција во врска за борењето и мислам голем тим ќе патува и друг делови од секретаријатот на федерацијата, спортскиот директор, значи веќе борењето почна да патува со комплет тим како што личат за сите спортови, така ќе биде и за пионерите, ќе патуваме многу масовно и мислам дека борењето веќе е време да биде на добри патеки и да веќе да имаме големи резултати во нашиот спорт. И за крај зборот 2 за оно што не очекува македонскиот бисер во јуни месец во Штип. Како течат подготовките и колку досега имате неофицијално бројка на надпреварувачи што ќе настапат? Во моментот течат подготовките за македонскиот бисер, значи поканите се пуштени преку 16-17 држави. За сега имаат потврдено 12 држави дека идат 100% не идат. Значи мислам дека и тоа се квалитетни држави со големи резултати, така да мислам дека македонскиот бисер, не знам дали ќе се памети, до сега мислам дека не е бил така организиран, значи толку борачи, се прави се по високо ниво, значи се професионално, така да оставаме времето да покаже, значи и сите за да видиме дали е најдобро или не. Се знае и терминот, датата? Да, точно се знае терминот, значи тоа ќе биде од 9 до 11 јуни, да, во Јордан Мијалков, веќе салата е спремна, е резервирана, значи се порачуваат и душици, значи има веќе смена во правилата на боречка на УВВ, значи има нови душици, значи со нова опрема се и борачите, така да мислам дека веќе квалитетот веќе подигнат на високо ниво и мислам дека ќе имаме подобрување во нашето борење и во целосно нашата организација. Сепак ова радува, значи со избор на новото раководство во борењето веќе поддувнуваат некои поволни ветрови.
Па, види, ние работиме, оставивме да работиме, другите значи нека проценат, значи со добра работа, добра организација и желба, мислам дека ќе имаме големи резултати.